Dobri doјде на подкастот Зборувај македонски. Јас сум Марија и ти помогам подобро да го зборуваш македонскиот јазик. Оно што сакам да го поделам во оваа подкаст епизода е 4 совета или 4 трика кои ќе ти помогнат во подобро зборување на македонскиот јазик. Првиот совет е слушање на македонскиот јазик. Би требало да слушаш многу содржини на јазикот на кој сакаш да научиш да зборуваш. Истражувањата имаат покажано дека учењето на јазикот всушност представува 90% слушање, а само 10% зборување. Користи ја секоја ситуација активно да го слушаш јазикот. Моја препорака е да најдеш теми кои те интересираат, па да слушањето ти биде уште позанимливо. Читање. Читање на содржини на јазикот кој сакаш да го подобриш зборувањето е секако она што би требало да се прави. Тоа може да бидат книги, блогпостови, новини, списанија и така натаму. Меѓутоа, она што би те посоветувала да го правиш кога сакаш да го усавршиш македонскиот јазик или воопшто било кој јазик е читањето на глас. Би требало да читаш литература на јазикот на кој сакаш да го научиш, меѓутоа на глас. Сигурно се прашуваш зошто и која е разликата. Разликата е во тоа што читајќи на глас ти праќаш пораки како на мозокот, така и на совеста. Што повеќе читаш, толку повеќе ќе запамтиш зборови. На овој начин ти вежбаш да го слушаш твојот глас. Тоа е многу важно кога се обидуваш да зборуваш јазик кој не ти е мајчин. Во овој случај македонскиот, меѓутоа овој совет може да се примени на учење на било кој јазик. Кога ќе направиш навика да го слушаш гласот на друг јазик, имаш толку големо ослободување во тоа зборување да нема толку да ти представува нити проблем, нити да имаш страв понатаму. Третиот мој совет или трик во подобро зборување на македонскиот јазик е и самото зборување. Знам дека ова ти звучи страшно, но биди се во секоја ситуација да зборуваш. Сигурно се прашуваш, но што да зборувам и со која цел? Само зборувај. Кажи здраво, добар ден, кога влегуваш во продавница, во соба, на бензинска. Би требало да искористиш секоја ситуација да зборуваш гласно, едноставно да го вежбаш јазикот и да се слушнеш себе си, својот глас. Ќе бидеш многу горда на себе кога ќе го направиш ова. И четвртиот совет кој треба да го практикуваш доколку сакаш да го подобриш зборувањето на македонскиот јазик е да го повторуваш сето ова. Да најдеш книга, на јазикот кој сакаш да го научиш и сето тоа да го читаш. Тема која тебе те интересира. Да најдеш подкаст или аудио книга која ќе ја слушаш. Дали тоа ќе биде во движење, при шетање, во автомобил, во автобус, без разлика на ситуација, кога чекаш ред во банка или на некој шалтер, кога ќе го пуштиш јазикот, ќе бидеш доволно изложен на тоа што го слушаш и навистина ќе ти помогне во подобрувањето и размислувањето на тој јазик кој сакаш да го усавршиш. Или можеби да пушташ песни од твојот омилен пејач или пејачка. На овој начин, доколку ги следиш овие совети, ќе ти се подобри и размислувањето и зборувањето на македонскиот јазик. А ако сакаш да ти помогнам во подобро совладување на македонскиот јазик, закажи консултации на линкот во описот на профилот и се гледаме таму. Те поздравам!